Стилот на живење, исхраната, работата се клучни елементи за животниот век на луѓето. Најновите истражувања покажаа дека мажите, за разлика од жените, помалку се грижат за овие работи. Добро дојдовте во темата на неделата. Светската здравствена организација деновиве објави извештај во кој се наведува дека жените живеат над 4 години подолго од мажите на глобално ниво. Една од причините е тоа што тие имаат тенденција да бидат поревностни во користењето на достапната здравствена заштита. Во извештајот се наведува и тоа дека животниот век на луѓето се зголемил. Глобалниот животен век се зголеми за 5,5 години помеѓу 2000-та и 2016 година, објави Светската здравствена организација. Или во просек, дете родено во 2016 година може да очекува да живее 72 години, од 66,5 во 2000 година. Во првите 16 години од векот е забележан и драматичен пат на смртноста кај децата под 5 години, вели Ричард Цибулскис, автор на извештајот. A lot of the improvements in life expectancy is due to improvements in under 5 mortality rates, and the improvements have occurred very much in the poorest countries, and it's from the diseases of poverty that we know. Measles has fallen dramatically, diarrhea has fallen dramatically, measles deaths have fallen by, malaria deaths have fallen by half. И покрај напредокот во посиромашните земји, Светската здравствена организација вели дека има значителни разлики во животниот век меѓу развиените и земјите во развој. Луѓето во земјите со ниски приходи живеат 18 години помалку во просек од оние во земјите со високи примања. Додека повеќето луѓе кои умираат во богатите земји се стари, речиси 1/3 од смртните случаи во посиромашните земји се деца. За прв пат се објавени и здравствени статистики според полот, јасно покажувајќи дека жените имаат подобри перспективи за долговечност од мажите. Имено поради поголемата биолошка слабост и поризично однесување, стапките на морталитет имаат тенденција да бидат поголеми кај момчињата и мажите, а односот се менува со староста на населението. Во глобални рамки, девојките родени во 2016 година се очекува да живеат до над 74 години, додека момчињата во просек ќе достигнат помалку од 70 години, се вели во извештајот. Самира Асма, раководител на податоци и аналитика во Светската здравствена организација, вели. And in many circumstances, men use healthcare less than women. They are less likely to seek care and to continue care once diagnosed of a certain condition. And also, men are more likely to die from preventable and treatable non-communicable diseases and road traffic accidents. Затоа може би не изненадувачки тоа што јазот помеѓу очекуваниот животен век на мажите и на жените е најтесен во места каде што жените немаат пристап до здравствени услуги. Од друга страна, во Соединетите држави должината на животниот век опаѓа, но тоа е деломно предизвикано од дебелењето. Заклучоците на извештајот на Светската здравствена организација ги потврдуваат и анализите на Македонскиот институт за јавно здравје. Нивните податоци покажуваат дека должината на животниот век зависи од стилот на животот, но и од изборот на професијата. Имено, мажите почесто се занимаваат со работи кои предизвикуваат срцеви заболувања и рак. Жените живеат подолго од мажите затоа што не се женети. Е една од познатите стереотипни шеги за фактот дека жената доживува за 4 години подлабока старост од мажот. Македонската статистика покажува дека животниот век во просек изнесува 75 години, при што жените во просек ги надживуваат мажите за 4 години. Анализата на Институтот за јавно здравје покажува дека животниот век зависи од стилот на животот и од изборот на професијата која мажите ги изложува повеќе на повреди и животозагрозувачки несреќи. Рударство, градежништво, металургиска индустрија, безбедносни служби се само дел од професиите во Македонија каде што мнозинството вработени се мажи и се изложени на повеќе ризик фактори. Од друга страна, пак жената кога станува збор за здравјето повеќе внимава на себе и ги слуша докторските инструкции. Жената навистина по својот имунолошки систем е посилна од мажите, токму заради тоа што може би дисциплинираниот однос кон тоа да при одредена појава на некој симптом, се јавува на лекар,
води грижа за своето здравје повеќе отколку мажите. Полициските билтени покажуваат дека кога станува збор за насилство, бројот на жени кои биле убиени во земјава е за 3 пати помал од бројот на мажи. А додека статистиката за самоубиства покажува дека мажите за 4 пати повеќе се склони да си го одземат животот. Мажите почесто се занимаваат со бизниси кои што се поврзани со одредени форми на криминал, кој што пак е причина за состојби на насилство, убиства, па и самоубиства, што исто така почесто е застапено кај мажите отколку кај жените. Последното истражување на институтот покажува дека мажите повеќе се изложени и практикуваат ризични однесувања кои придонесуваат за појава на хронични заболувања како што се срцеви заболувања и рак. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите мислења и коментари во врска со ова издание на темата на неделата. Довидување.